Земјоделците да внимаваат на пламеница на раноградинарските култури. Болеста која се појавува во овој период е многу штетна за доматите, краставиците, пиперките и други растенија. Симптомите се јавуваат на листот, плодот и стеблото, при што доаѓа до брзо пропаѓање кое доведува до умирање на целото растение. За да ги заштитат своите растенија, агрономите советуваат во оранжериите да биде суво и да нема многу влага и роса по плодовите. Откога веќе ќе се појави, многу е тешко да се стопира. Само дај Боже времето да се поправи, да нема роси на растенијата, па да се пореметат условите за развој. Многу е опасна, заради тоа што може да го десеткува производството за многу кратко време. Слични се и другите, меѓутоа пламениците билејќи останат многу битен, многу ризичен фактор во производството, особено во производство во затворено. Најбитно е да биде суво внатре, да нема роси, да нема влага во оранжеријата, за да колку толку можеме да го намалиме ризикот од појава. Се додека постојат роси, ризикот е повеќе од 100%, а хемиската заштита може само да колку толку контролира, да запре не. Откако ќе се појават симптомите на растенијата, агрономите препорачуваат да се применува така наречено блок прскање. Исто така тие советуваат и употреба на бакар, бидејќи како што вели Василев, тој го спречува ширењето на другите инфекции. Со пламениците битен е првиот момент од кога ќе се приметат симптомите, доколку се појави. Многу е важно да се реагира со прскање и тоа со така наречено блок прскање, во кој што обавезно треба да се примени одреден тип на системични фунгициди кои што имаат поголем рок на куративна заштита, негде до 48 часа, заради тоа што не сите системици имаат добра куративна заштита од кога ќе се појави пламеницата, и обавезно да се применува бакар, бидејќи бакарот е единствен кој што може да ја го запре ширењето на инфекциите. Доколку земјоделците не се сигурни која болест ги нападнала нивните растенија, агрономите препорачуваат да се побара мислење од стручни лица кои ќе ја дадат вистинската терапија за болеста на растението.